Ќе се зголемат придонесите за 0,5% за да се намали дупката во пензискиот фонд од 310 на 275 милиони евра годишно. И додека постојано расте дупката во пензискиот фонд, владата од година в година префрла се повеќе пари за редовна исплата на пензии. И покрај ваквата статистика, министерката за труд и социјала Мила Царовска вели дека пензионерите може да бидат мирни. Вели пензиите ќе продолжиле да растат, а немало да има зголемување на старосната граница. Таа презентираше реформи во пензискиот систем кои ќе овозможа стабилна исплата на пензии и одржливост за 50 години. Рече дека на 28.000 граѓани ќе им се овозможи од вториот пензиски столб да се вратат во првиот. Имаме минимална корекција на придонесот од 0,5%. Втората мерка е дека воведуваме јасен критериум за влез во двостолбен систем, а тоа е возраста, денот и годината на раѓање. До 1.1.67 година, сите оние кои што се родени, ќе може да се вратат и да добиваат пензија само од првиот столб, по нивна желба, но со тоа даваме можност граѓаните да имаат поповолни пензии. Затоа што веќе имаме излегување на ваков тип на пензионери и ќе видиме дека пензиите им се нереално ниски, но сега им даваме можност да се вратат и да добијат пензија од прв столб. Царовска вели дека се зголемува и процентот на пресметка на пензии во двостолбниот систем. За мажи процентот се зголемува од сегашните 0,75 на 1%, а за жени од 0,86 на 1,14%. Ако по денешниот систем, оние што се во двостолбен систем, така, се пензионираат, ќе добијат максимални 30% од платата. Со новиот систем кој што го воведуваме, ќе добијат 40% од максималната плата. Што значи за идните пензионери даваме поповолни пензии и стабилна исплата на пензии. Пензиите ќе се усогласуваат 2 пати годишно како што е законски регулирано со растот на трошоците за живот. Ако во претходната година има раст од 4% на бруто домашниот производ, има дополнително согласување во истата година. Статистиката покажува дека низ годините расте бројот на пензионери, но не и бројот на вработени и покрај иселувањето на младите. Сепак фондот од година в година се повеќе ја губи финансиската независност. Ако во 2011 36% од приходите биле директна поддршка од државниот буџет, лани тој се надополнил со 44% пари од државната каса. Година во 890 милиони евра се издвојуваат за пензии, а самиот фонд во стратешкиот план проектира дека во 2021 ќе му требаат над 1 милијарда евра за исплата на пензии.